Dobar den, dragi učenici. Добре дојдовте во нашата e-училница по предметот Природни науки за ученици од 4-то оделение. Јас сум Милена Михајловска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Темата на денешниот час е правење стројни кола, а содржината која ќе ја обработиме е проток на електрична енергија во струјно коло. Проток на електрична енергија во струјно коло. Денеска ќе научиш. Електричната енергија протекува и протокот може да се опише преку модел. Например, честици што се движат во едно коло. Електричната енергија тече низ колото, да наблюдуваш и споредуваш во најразлични контексти. Да се потсетиме кои беа елементи на струјно коло. Батерија, жици, светилка и прекинувач. Затворено струјно коло. На сликата е представено затворено струјно коло. Струјно коло или струен круг представува затворено протекување на електрицитетот. Батеријата, која е извор на енергијата, е поврзана со жици, со светилка како потрошувач и прекинувач. Во овој случај, частичките се движат низ струјното коло и создаваат електрична енергија. Отворено струјно коло. На оваа слика се представени и затворено и отворено струјно коло. Кај отворено струјно коло, кое е представено на вториот цртеж, прекинувачот е отворен. Во овој случај, протокот на електричната енергија престанува. Протокот на електричната енергија кажавме дека можеме да го представиме преку модел. Првиот модел е додавање на топчиња во круг. Замислете, учениците и наставничката се наоѓаат во круг и се додаваат топчиња. Со додавање на топчиња во круг, ние го прикажуваме протокот на електричната енергија во колото. Топчињата се мали честички кои создаваат електрична енергија. Што мислите? Што ќе се случи ако некому му падне топчето? Размисли. Тоа ќе значи дека дошло до прекин во колото и дека нема проток на електрична енергија. А што мислите? Што ќе се случи ако сите си ги додаваат топчињата побрзо? Тоа значи дека се зголемува напонот. Низ колото ќе тече повеќе енергија. А што ќе се случи ако некој го фрли топчето во воздух пред да го додаде? Тоа е исто како протокот на електричната енергија низ светилка или зујалка. Таа забавува кога тече низ некој составен дел на колото. Што ќе се случи ако се создаде јаз помеѓу две деца во кругот? Тоа е исто како отворен прекинувач во колото. Протокот на електричната енергија престанува кога ќе дојде до прекин во струјното коло. Вториот модел, преку кој можеме да го прикажеме протокот на електричната енергија, е модел на централно грејење. Моделот на централно грејење е составен од бойлер и пумпа, топла вода што тече низ цевките, цевки и радијатор. Што мислите?
Кои делови од струјното коло ги представуваат елементите на сликата? Во моделот, кај централното грејење, имавме бойлер и пумпа. Бойлерот и пумпата ни представуваат батеријата. Топлата вода што тече низ цевките се електричната енергија. Цевките ни ги представуваат жиците, додека радијаторот е светилката од струјното коло. Домашна задача. Во учебникот по природни науки на страна 75 има задача. Што научи од различни модели на проток на електрична енергија? Поврзи ги дадените објаснувања со точниот збор. Благодарам на вниманието.